Часот е 29 минути и на тема спорт, мали олимписки игри за основните училишта година во Валандово, Богданци, Дојран. Ке ги поздравам и нашите последни гости денес во Македонија наутро. Добро утро за Петар Кондурџиев, Сашко Нунов и Драган Вурнов. Добро утро. Верувам дека подготвени за следните 10 минути убаво да објасниме што представуваат малите олимписки игри за основните училишта. Па ајде прво, прашањето се однесуваат на сите, кој како ќе се најде повикан може да одговори. Ајде прво, што се малите олимписки игри, кога се одржуваат? Така, најпрво благодариме за поканата до МТВ и за можноста да го афирмираме училишниот спорт и да ја информираме јавноста за одржување на предстојните мали олимписки игри, кои ќе се одржат на 18 и 19 мај во Богданци, Валандово и Дојран. Малите олимписки игри се, можеме да кажеме, најпрестижен и најмасовен спортски настан за учениците од основните школи во организација на Федерација на училишен спорт на Македонија. Ова е настан на кој ќе учествуваат околу 40 основни училишта, вкупно 500 ученици во машка и женска конкуренција, кои ќе се надпреваруваат во 5 различни спортови: кошарка, одбојка, фудбал и футсал. Така. На 2 години се одржуваат, така, како што ми кажавте? Така, се одржуваат на 2 години, секои непарни години се малите олимписки игри за основни училишта, а додека на секои парни години се одржуваат гимназијадите кои се за средните училишта. Така, и сега сите тројца гости сте представници од различни градови, различни училишта. Може сега да направиме една спојка, всушност што ќе се случува во Валандово, Богданци, Дојран, да одиме поред. Да, така да благодарности од мене за вашата покана и да го искажеме нашата активност за оваа недела, како се одвијат со Ние под Федерација училиште спорт сме поделени во целини. Нашата целина е Валандово, Дојран и Богданци. И така и конкуриравме на овие олимписки игри. За прв пат на нашите простори ни се дава таква можност да организираме. Во претходните години, овие години организираме општински надпревари, регионални, државни надпревари, но од таков карактер за прв пат во цело овој наша простор, во овие 3 града, учествуваме како организатори. Во самата апликација, ние ги претходен состанок се разделивме во кој спорт, кои градови ќе се играат. Ќе зборувам само за Валандово, колегите ќе кажат за своите градови. Во Валандово ќе биде 2 спорта, футсалот ќе биде машки и женски во Валандово и одбојка женски исто така во Валандово. Ќе се игра во 2 спортски сали, во четврток и петок, во салата Филип II и салата на Средно училиште Гоце Делчев. Останатите 3... Во сите 3 града прв пат се одржуваат вакви игри? Ние одиме како Цилин, бидејќи многу е, како тежина, како масовност, како што спомна колегата, има многу учесници. Да, самиот град тоа не може да го направи сам, па така како ние на целина действуваме за овој настан. Така. Како и светските првенства во фудбал или во ракомет се одржуваат во 3 различни држави, така. Тој пример. И на тоа пример се базираме ни. Така. Ете во Валандово слушнавме што ќе се случува. Богданци, Дојран? Во Богданци, значи ќе биде турнирот во ракомет, машки и женски, во спортската сала Млаз, додека турнирот во кошарка ќе биде во Стојаково, во спортската сала Мандалов Мандана, исто во машка и женска конкуренција, значи во нашата општина во Богданци и во Стојаково ќе продефилираат 16 екипи, околу 220 ученици. Така. И ни останува Дојран, така? Во Дојран, прво да ве поздравам за поканата малку да го лечим овој спортски настан во Дојран што се одржува. Им благодарам и на Федерацијата и на раководството за доделувањето на овие игри. Во Дојран, во прекрасниот Дојран, во тоа регион на Источна Македонија, во прекрасно училиште со најдобра инфраструктура, со нова модерна сала, ново ракометно игралиште, 2 тениски игралишта внатре, само во склопот на јас како домаќин ќе ги пречек на 18 во четврток одбојка мшки во мшка конкуренција, фудбал женски и фудбал машки. Одбојката одбрав како првак на тоа на овој регион што бевме ме одбра јас, мене ми припадна. И плюс тоа, сакам малку афирмација, одбојката секогаш е во најраспространената по туристичките места, што
нели, одбојка на плажа, малку и туристичко место е. Затоа ја одбрав и веќе ми припадна одбојката. Фудбалот, како гледам дека еден од најдобрите, најсаканите спортови, гледам доста масовноста сега почнави и кај од женската популација, истото и за машката конкуренција. Во Дојран исто така имаме женски клуб кој се надпревара во Суперлига во Македонија. Ги поздравам тука колегите кои ги водат и имаме и тренерот кој е на репрезентација на Македонија, Кирил Изов. Имаме и од машка конкуренција Дојранско езеро со подмладок од негов, истото еден дојрански амбасадор во школа за фудбал Джокер од Фурка, кој не представува не само во Македонија, туку и надвор од граници на Македонија, по Грција, по Бугарија, по Црна Гора и во Шпанија со едни од најпознатите кампови што ги држува Барселона. Така да, благодарност до личноста која без неа не е нормално, кој е бил спортист на времето, го сака спортот, не поддржува, ги поддржува културно и спортските манифестации. Тука е градоначалникот Анго Ангов, еден од поуспешните, така помлад градоначалник. Благодарности до колективот, кај од нашиот, кај идем од школата за сето тоа што има придонесено за да се верувам дека држи сите тоа. три града еднакво и самите училишта имаат придонесено кон тоа што ќе се случува. Датумот не го кажавме кога се одржуваат, во еден ден ќе 18 и бидат. 19 мај, тоа се 2 дена, еднодневни финални надпревари, значи со 4 екипи. Значи 18 мај во Богданци, Валандово, Стојаково и Дојран има 5 финални турнири и на 19 исто така 5 финални турнири. Така. За да дојдат овие три училишта и плюс домакинот, поминуваме низ еден голем систем, да секоја школа која е во основно училиште во Македонија, помини што е филтер, прво играме општински надпревари, одиме зонски надпревари, кои сме со Велес, нашата зона е Велес, зона Струмица, зона Куманово, па од нашата зона произлегува еден победник од регион, источен регион, и исто се случува во западен регион и регион Скопје, за да дојдат само три најдобрите училишта, најдобри спортисти на овој настан. Така. Посакувам успешни и мали олимписки игри и се гледаме повторно за некоја следна прилика. Благодариме, што може би допатувавте ќе на прво од овие три добро места. Благодарам уште еднаш.